За 7 дена, најголемите политички партии и претенденти за најголем број градоначалнички и советнички места, СДСМ и ВМРО, само во источниот регион ќе одржат 17 митинзи. Обраќањето кон гласачите, Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, го започнува од денес со митинзи во Виница и Кочани. Веќе на 1 октомври карванот за подобра Македонија е во Штип, на 7 октомври е во Пробиштип, а на 11 октомври во Берово и Делчево. Централниот караван на коалицијата Живот во Македонија, митинзите на истокот ќе ги започне од 29 септември, кога ќе се сретне со граѓаните на Македонска Каменица, Пехчево, Берово и Делчево. На 7 октомври се закажени митинзи во Чешиново, Облешево, Зрновци, Виница и Кочани. А на 12 октомври СДСМ ќе има средба со граѓаните од Карбинци, Пробиштип и Штип. На митинзите своје обраќање ќе имаат кандидатите за градоначалници и советници, но и високи партиски функционери. Праксата за мерење на силите на големи и скапи партиски митинзи кај нас е вообичаена на сите избори, но колку митинзите имаат влијание врз одлуката на гласачите. Некој не може да ми го смени моето мислење, не без разлика. И дома да доваѓат и митинзи во тоа. Не. Како ќе ме сменат мислење, нема шанси. Не може, нема шанси. За кој сме помислиле, за тај ќе си гласаме. Не. Не, ништо не влијае. Останатите помали политички партии и независни листи и кандидати очекувано се одлучија за директни и лични средби со граѓаните.